Кочанските и Штипските болници останаа празни. Сите 84 пациенти се пренесени на скопските клиники, кажа министерот Тараваре, но нивната состојба постојано се менува. До крајот на денот се очекува уште 26 пациенти да заминат на лекување во странство. Словенија 4, Хрватска 4, Австрија 3 пати по 2, значи 6 пациенти и Белград 12 пациенти. Уште еднаш повторувам, состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Здравствените власти ги повикуваат сите кои биле ноќта во близина на пожарот да се јават на преглед на скопските клиники, затоа што 18 пациенти од Кочани дури денес пријавиле изгореници и симптоми на гушење. Едно од најгласните прашања од синоќа е зошто од 2016 година во Македонија нема центар за изгореници. Директорот на Фондот за здравствено осигурување вели дека дури да бил во функција поранешниот центар или да се отворил нов, сепак немало да има капацитет да се справи со толков голем број на пациенти. Да имавме центар за изгореници, ќе беа 4 бокса, ќе беа за 4 пациенти, 5 пациенти. Ние немавме да имаме центар за изгореници за 40, а никако за 100 или 150 луѓе. Мислам дека тоа треба јасно да го комуницираме. На терен постојано се и тимовите од Црвениот крст. Тие алармираат дека моментално немаат потреба од никаков вид на донации, освен повик на линиите кои се отворени за финансиска помош. Моментално позади мене е еден од пунктовите на кои граѓаните донираат претежно вода и прехранбени производи. 9 волонтери се ангажирани на оваа точка, исто така активна е пунктот, односно позицијата кај бивша градска болница, се со цел да бидат до самите семејства на настраданите. 2 деца кои се на лекување во Турција започнале самостојно да дишат, а 3 во Грција се оперирани ноќеска поради внатрешни и надворешни изгореници. Во пожарот животот го изгубија 59 млади лица, а на 15 од нив досега им е извршена обдукција.